Добар ден на сите пријатели кои што се денес тука и сакаат да не слушнат. Добар ден на нашите коалициони партнери со кои што градиме добра соработка во изминативе години. Би сакал да ви се заблагодарам за присуството на ова навистина убаво, прекрасно време. Еве веќе пополека влегуваме во вториот дел од кампањата и можам да ви кажам дека имаме одлична атмосфера. Десетици илјади луѓе ни се приклучуваат секој ден, десетици илјади луѓе ја одбираат обновата, десетици илјади луѓе сакаат Македонија се исправи след 15 јули, да ги направат промените, да дојдат промените и заеднички да си ја градиме Македонија. Тоа е убавата вест што стига од цела држава и од цела четврта изборна единица. Она што на почеток сакам да ви го кажам и што е за мене најзначајно. Знаете дека избориве беа закажани на 12 април и заради корона кризата, коронавирусот беа одложени за финално 15 јули. Кога разговаравме за нов датум за избори, првата работа за која што разговаравме беше да се обезбедат соодветни здравствени протоколи, кои што здравствени протоколи ќе значат дека здравието на секој ќе му биде заштитено кога ќе излезе на гласање. Можам да ви кажам дека тоа го добивме и доколку здравствените протоколи на денот на гласање бидат испочитувани, на секој еден ќе му биде заштитено здравието. Затоа ја повикувам на огромна, масовна референдумска излезност на 15 јули. Повикајте ги вашите роднини, пријатели, комшии, познаници, потребна ни е референдумска излезност. Затоа што само на тој начин вие, а не некој друг, ќе одлучите за еднината на Македонија. Тие сакаат ниска излезност, ние сакаме масовна излезност. Тие сакаат луѓе со свитка на кичма, ние сакаме горди македонци. Тоа е суштинската разлика помеѓу нас и нив и затоа ве повикувам на масовна излезност на 15 јули за заедно да ја направиме промената во Македонија, да дојдат промените и да го испратиме Зоран Заев на најцрните и најтемните страни на македонската историја, затоа што и тие древа се пишуваат за жал. За Прилеп гледате сами што ја ви изборувам. Пустош повеќе од 3 години колку што овие неработници се на власт. Денес разговаравме со луѓето од културата, разговаравме со доктори, разговаравме со пензионери, разговаравме со млади луѓе и сите исто кажуваат. Имаше повисоки плати, сега ги нема. Имаше дневници за работа на терен, сега ги нема. Имаше подобри услови, сега ги нема. Растеше пензијата секој 6 месеци, сега не расте. Младите добиваја поддршка за самовработување, сега ја нема. Па ми се поставува едно логично прашање, а претпоставам и на сите вас. Кај се парите? Буџетот е ист, односно не само што е ист, туку расте од година во година. Стигна на рекордни 4 милиарди евра. 4 милиарди евра буџет има Македонија, а камен не е ставен 3 години. Па логичното прашање е кај се парите, односно кој ги стопи парите, да бидам директен вака и народски да се изразам. Одговорот е јасен. Семејството, фамилијата на власт. Тоа го гледате сите, тоа може да го почувствувате сите. Доаѓајќи навака, тажно е да се гледа во каква инфраструктурна беда е целиот Пелагониски регион. Почна да се гради автопатот, експресниот пат од Градско до Прилеп. Како дојдоа на власт, си ставија директор на агенција за патишта, еден пајташ нивни таму од Струмица, го викнал изведувачот, му рекол, овие фирми мораат и се подизведувачи и да работат кај вас. А изведувачот реномирана европска фирма, а патот меѓу другото се градеше и со европски пари. И нормално си ги спакуваја луѓето куферите и се заминаја, затоа што рекети уцени во нормален свет не поминуваат. И еве го патов стои. Не само што стои и не само што не се работи, туку и почна да се уништува тоа што се изгради, а да е трагедијата најголема, истиве овие изведувачи ја тужат Македонија за 100 милиони евра.
Значи, пат нема да има, државата треба да плати 100 милиони евра затоа што бандити владеат овие 3 години. Тоа е тажната вистина за Зоран Заев. Јас затоа дојдов тука во четворката, каде што глуми најголем локал патриот. Го гледам шета од место во место, изборува како 3 години да бил во опозиција, а не 3 години да беше на власт. Камен нема ставено во четворкава. Една работа нема направено. За Патов тука еве кажав. За негова Струмица не знам како не се нервира дома кога си оди. Почна да се гради автопат во време на ВМРО-ДПМН од Скопје до Струмица, стигна до Штип. 2 години бела боја не можеа да офарбаат на патот за да го пуштат. Требаше да се изгради втора делница од Штип до Радовиш и трета од Радовиш до Струмица. Штип Радовиш, кај што застана 2016-17, таму и денес 2 камиони прават крукчиња, ништо не работат. А Радовиш, Струмица, абер нема. Централна Македонија. Во време на ВМРО-ДПМН се изгради автопатот кај Демиркапија, кој што комплетно автопатски ја поврзува цела Централна Македонија. Знаете што направија? Трубачи викнаја, влегоја во тунелот, пари лепеа, чочек изиграја, само за тоа ги бива. Тоа е тажната вистина за Зоран Заев и за неговата банда, за жал. За бандитизам ги бива и за ништо друго, освен за уништување и трошење на парите на македонските граѓани. Го гледам тука поранешниот градоначалник Маријан Ристевски, сакам да го поздравам. Се шетам по Прилеп, тоа што го изгради овие не можат да го офарбаат, таму кај што направи вода не можат да пуштат. С такви неработници имаме работа. И не е само со Прилеп таква ситуацијата, не е само со Маријан таква ситуацијата, со цела држава исто. 3 години пропаганди, приказки, вака било, така било, ова било, она било, ама на крај им се врати како бумеранг тоа што за други го зборуваа, кај нив го гледаме. Еве, денеска слушаме, стигнале до таму коли да нарачуваат да се палат. Семејството на власт нарачувало на кого да му се запали колата во Македонија. И со такви бандити имаме работа и затоа ни е потребна масовна референдумска излезност на 15 јули за ние, вие, сите заедно да одредиме иднината на Македонија. И за крај, од тука продолжувам за Кавадарци, сакам и таму да се сретнам с луѓето, да поразговараме. Имате прекрасни кандидати за пратеници, ќе ви се обратат после мене. Јас сум убеден дека сите четворица ќе бидат пратеници во Македонското собрание, дека Прилеп ќе има најмногу пратеници во историјата на Македонија и дека ќе можат соодветно да ве представуваат, а нив да ги посоветувам. Нас кои што ќе бидеме во извршната власт, на глава да ни се качуваат, да бараат да се реализираат работите, затоа што тие ќе бидат гласот на народот. Затоа што така работат народни пратеници. За крај, го кажувам ова многу често, сакам и тука да ви го кажам. Во 30 години независност на Македонија, здравје следната година славиме 30 години независност. Ова се најбитните избори за Македонија. Затоа што на овие избори одлучуваме дали ќе има Македонија ваква каква што ја познаваме. Да ја потсетам сите. Пред 4-5 години кога зборувавме дека името ќе се смени, дека двојазичност се воведе и дека ќе ја продадат историјата, никој не веруваше или многу малце верува. За само 3 години го сменија името на државата, воведоа двојазичност и кај што треба и кај што не треба. Го чекаме, нели, во Прилеп тоа музичкото фамозно училиште кој што го зборуваше Зоран Заев. Ја продадоа историјата и ја уништија економски Македонија. Во следни 4 години седењето дома или гласот за помаливе политички партии, кои што да бидам директен, се финансирани од семејството на власт со стотици илјади евра за да сеат магла помеѓу народот. Значи, седењето дома или глас за помали политички партии е глас за Зоран Заев и за поделба на Македонија. Затоа што нивната опција, гледате која е, албанец за премиер. Албанец за премиер значи поделба на Македонија, да сме јасни и директни и да немаме дилеми.
Нашата опција е Христијан Мицкоски премиер на Македонија, ВМРО ДПМН на власт, со најстручниот тим досега, реформирано, подмладено ВМРО ДПМН, со најдобрите кадри од Македонија и со најдобрите кадри од диаспората, кои што уште сега ги контактираме и кои што, верувајте, сакаат да дојдат за заеднички да ја градиме Македонија. Како рекол народот, што една будала може да расипе, 100 паметни не поправаат, ама заедно со вас си ги поправаме работите, економски ќе ја креваме Македонија, национално исто така ќе ја креваме, за да сме горди македонци во македонска држава. Да живее Прилеп, да живее Македонија, да сте здрави и живи, победуваме на 15 јули со масовна излезност, огромна референдумска излезност, за да ставиме крај на ова понижување на Македонија и да ги направиме промените. Благодарам, сте здрави и живи. Благодарам.